Каква книга? Капчо и китот. Напишана од Катерина Бабкина во превод на Калина Малеска. Кога ја читав оваа книга, прво не ни насетував која е вистинската тема, се додека не се отворија некои клучни прашања за животот на едно дете и неговиот најголем, можеби, представен живот и представен крај. Капчо и китот е книга која што треба да се чита на деца, на возрастни, да им се чита на баби и дедовци, да им се чита на сите оние кои што оваа тема која што е поприлично деликатна и осветлува важни прашања за животот на децата и да им се донесе во еден облик на фантазија која што како китот кој што се закачува на облакот и секоја вечер разговара и му нуди поддршка и надеж на овој капчо со сината капа, е еден символ на вечната потреба да останеме силни и покрај се што може да нас крши. Препорачувам. Капчо и китот на Катерина Бабкина е посветена на децата болни од рак. Капчо е дете и тој никогаш не ја симнува својата капа и затоа го викаат Капчо. Тој не може да прави многу работи. Не може да јаде што сака, не може да пива, дури не може ни да поголи ни маче ни куче. Но тој не очајува бидејќи има другарче, а тоа е китот кој што е синосив и кој што го носи на разни места. Со китот имаат едно нешто заедничко, а тоа е дека и двајцата пијат апчиња. Интересно е дека само Капчо го гледа китот, кој што му се појавува само во облаците. А во еден момент, дури китот и го носи во облаците, и таму здогледуваат други животни. И тие животни исто така припаѓаат на децата кои што пијат апчиња. И тогаш и китот и Капчо заклучуваат дека сите живи суштества припаѓаат некому. И затоа би ја препорачала оваа книга, бидејќи носи такви некои интересни идеи. Исто така има една порака дека можеш нешто да сакаш иако го немаш. Или дека иако можеби не можеш се да научиш од книгите, но никогаш не треба да ги заборавиш работите научени од нив. Или како Капчо ја дефинира тагата, што е тажно за него, тоа е тажно е кога не се сеќаваш на добрите работи, односно ги забораваш добрите работи, исто како што ги забораваш и лошите. И ова е една затоа книга, многу интересна книга, наменета за деца, но и за возрастни. И е книга за љубовта, за другарството, за помошта, за довербата, но пред се книга за децата болни од рак. И пораката е дека, иако тие поминуваат низ многу тешки животни ситуации, сепак на крајот се среќни и крајот е среќен. Капчо и китот е илустрирана сликовница која што раскажува една приказна која што е пред се многу силна, многу емоционална, преполна е со тежина, но истовремено и со топлина. Преполна е со страдание, но истовремено и со многу нежност, многу емпатичност. На крај тоа е приказна која што е реалистична, но има магични елементи. Магичниот елемент пред се можеме да го видиме во китот, кој што од нигде никаде се појавува на небото, плови низ облаците, се спушта на крошните од дрвата и пие апчиња за леукемија. Вака поставениот магичен елемент има функција да ја коригира реалноста, во овој случај би рекла дури да ја направи поподнослива, да ја разубави, колку што е тоа можно, нели, во овој контекст. Се работи сепак за дете кое што се бори со една страшна болест, како што споменав, леукемијата. И попатно во таа борба се појавува китот, кој што веднаш му станува и сопатник, верен другар, кој што понесува голем дел од тежината која што произлегува од оваа борба.
Токму на тој начин реалноста станува покомплексна, реалноста е збогатена со магијата. Но, согласно и природата на магичниот реализам, реалноста во ниту еден момент не престанува да биде реалност. Всушност, тоа реалистично ткиво на приказната е силно од почетокот до самиот крај. Она што мене дополнително ме фасцинираше во оваа книга се контрастите, односно нивното спојување, кон кое придонесува и самата детска перспектива на раскажување. Па така, ова спојување на контрасти, борбата станува авантура, на болеста и се одзема таа страшна, ужасна димензија, таа станува нешто што може да помине, нешто што може да се надрасне, да се преживее. Животот станува едно магично патување во кое возможно е да живеете под небо населено од животни кои се грижат за деца на кои им е најпотребно. Сосем за крај, магичниот реализам уште еднаш, односно како во многу случаи, ја користи детската перспектива за преку таа детска наивност и онаа безусловна верба во чуда да прикаже една реалност која што не е ниту наивна, ниту пак невина. Ова прекрасна сликовница која имам до мене е одличен пример за тоа како книжевноста за деца има огромно влијание врз нашите вредности, она што го читаме и она во кое што веруваме понатаму. Во вакви предизвикувачки времиња во кои живееме како денес, сметам дека книжевноста мора да го рефлектира, да ги рефлектира тие заложби за заедници за грижа и надеж кон кои сите се стремиме. И предизвик е навистина да се чита и да се разгледа книжевно дело или дело за деца, токму таа перспектива. Авторката во ова дело тоа го прави многу успешно и иако третира толку тешка и меланхолична тема како болеста на Капчо, неговото соочување со неговото другарување со неговиот пријател Китот, кој во замена за неговите апчиња го прави секој ден поголема авантура во неговиот живот, ни покажува како овие тешки прашања и овие тешки теми можеме да ги доближиме до децата, но истовремено и да ги отвориме прашањата за болките и за тежината во животот преку книжевноста како медиум. Фасцинантно е тоа како го прави самата авторка и фасцинантно е дека затоа овој текст не се чита само како книга за деца, туку како книга за возрастни. Низ незините книжевни постапки и она што таа го преминува, добиваме една фантастична приказна за надежта, за болката, за верувањето и меланхолијата, кои се некаква навистина животна лекција која може да се разбере само ако топло и внимателно се чита ова неверојатно дело за деца. И оттаму таа е само показател практично дека она што го пишуваме е исклучително важно и за она што го сонуваме и она во кое што веруваме понатаму во животот.